И за првата навика од Tips for Success вели е замислете да бидете среќен. И вели вака, оваа навика е едноставна и моќен начин да го смените вашето расположение во неколку секунди. Може да го направите било каде, било кое време. Едноставно замисли да си среќен. Вика, обидете се да го направите тоа сега. Интересно е, има плюс работи, нели, овдека кога ќе кликнете после тоа на самата страна имате дополнителни информации од нив за тоа кое што ни го советуваат плюс, но гледате, интересна работа е дека кога човекот ќе замисли нешто, затоа што се почнува од нашата мисла. Сега ова ја што го збораме од моето видување, ова што го прочитав од нив, него ова се што го збораме мое гледиште на работите. Гледате, кога се почнува со замислата. Поради тоа што какви сме, така, гледате, како замислуваме дека сме ние. Нели, ако ви текнува имаше од филозофот Хабар трите состојби на постоење: да бидеш, да правиш, да имаш. Да бидеш, да правиш и да имаш. Имај е последниот дел, па е прави, односно биди е број 1. И сега, зашто да бидеме, да замислиме да бидеме среќни? Ова е мое видување зашто е ова така. Поради тоа што, гледате, што е нашето биди? Нашето биди е во која состојба сме ние. Ако ние сме негативни, затоа што ти можеш да одлучиш да бидеш негативно, биди. Колку интересно. Биди, прави, имај, нели? Е сега, ако ја одлучам да бидам негативно, биди, тогаш ја ќе правам негативни акции, ќе имам негативен резултат. Но ако човекот одлучи да е среќен, сега, да ви кажам наискрено, треба да имагинираме дека сме среќни, така, едноставно да бидеме во таа визија за среќните нас, поради тоа што можеби некој човек е научен да не е среќен. И мене ми е жал дека е научен да не е среќен. Ја работам со различни техники, чисто само да знаете, со методи за како човекот да дојде да биде среќен. Значи, тоа е нешто кое што ја го работам со моите клиенти. Поради тоа што не е лесно човекот да рече сега ќе сум среќен и ќе сум среќен. Но зошто да не пробаме? Гледате, ако ние идеме секојаш со идеја тешко е, не може да си среќен, па не е ова вака да си среќен, тогаш уствари што правите, вие го визуализирате вашиот идентитет на некој кој што не е во тоа биди. Затоа што, гледате, се почнува од моето биди. Ако ја одлучам дека сум со самодоверба, ако одлучам дека сум со сигурност, ако одлучам дека можам, тогаш тоа е подобар чекор отколку ако човекот одлучи дека е тажно, тешко и дека е невозможно. Затоа што ако човекот одлучи дека е тажно, тешко и невозможно, тогаш ја прави првата кочница која што не доаѓа дури ни од самиот универзум, него доаѓа од неговиот универзум, тоест доаѓа од неговиот ум. Затоа што ако човекот одлучи дека може, дека е, дека знае, дека крира, тогаш, да, можеби не знае се, ама одлучува да знае, одлучува да тргне. Затоа што не можеме да чекаме да добиеме. Гледате, луѓето обратно прават, они сакаат прво да добијат, да имаат, за да бидат, ама не иде така. Секвенцата, односно редоследот е биди, прави, имај. Да бидеш е број 1, да правиш е број 2, да имаш е број 3. Е сега, ако човекот одлучи дека е среќен, секако дека работите ќе му бидат подобро. Во Америка дури викаат fake it till you make it, вика преправај се додека не стане вистина, и тоа е така. Затоа што ако ја ставите на смевката на вашето лице, и ако сте научени да имате насмевката на вашето лице ќе биде насмеано. Но со самата насмевка на вашето лице, да, точно е дека имате насмеани луѓе кои што длабоко во нив не се среќни. Но исто така знам со 100% сигурност дека намрштени луѓе па не се среќни. Ама ако има некој што е насмеан, има шанса да е среќен. Не викам дека ќе е 100% среќен. Не викам дека имате насмеани луѓе кои што внатрешно во нив не се среќни. И треба да работат на тоа да бидат. Но јас знам една работа. Намрштен човек надворешно па не може внатрешно да е среќен. Тоа никако. Ама тој кој што е насмеан, тој кој што се смее, тој кој што е во таа енергија на ајде бе, да се насмееме, дај да го направиме да биде убаво, да го направиме да биде добро, затоа што имагинацијата, гледате, се почнува од имагинација. Се почнува од сликата. Ако вие немате имагинација за нештото да го направите, не знаете што да правите.
Затоа што во нашето биде се и идеите, се визиите, се намерите кои што сакаме да ги направиме. А ако ги немам, тогаш како можам да направам прави па имај? Тогаш ќе правам нешто кое што е туја идеја, ама прашањето е дали таа туја идеја мене ме прави среќен. Затоа што можете да сте во универзумот и идејата на тато, на мама, на околината, на било кој, ама може да ги немате вашите идеи. Ама вашите идеи се вашиот универзум. Ако го имате вашиот универзум, тогаш сте крал во вашиот универзум и со самата таа идеја, со самата таа визија во тој универзум, гледайте како сте вие во тој универзум. Насмеан сте во тој универзум? Да, супер. Знаете, имате некојаш луѓе за жал се во некои релации или на работа или во некоја врска каде што знаат дека не може да бидат среќни. И се они затоа што веќе тоа го знаат, затоа што во тој универзум они што го гледаат, не може да се бидат среќни, затоа што веќе има проблем. Океј, дури и таму пробај да бидеш среќен, затоа што можеби делот од тие проблеми се и тоа што ти не си среќен. Не викам дека дел од проблемите е што ти не си среќен. Можеби дел од твоите проблеми што имаш несреќни луѓе околу тебе, намќорести луѓе околу тебе, критичари луѓе околу тебе, некој што ти наоѓа мани, може за тоа и тие нема насмевката. Знаете? Ама мора ти да си ја вратиш твојата насмевка. Поради тоа што треба да ја вратиш, треба да имагинираш, треба да одлучиш да бидеш среќен. Луѓето почнуваат со одлука, ама за многу луѓе ова е тешко, затоа што е преедноставно, затоа што луѓето почнуваат филозофски. Ама како да бидеш среќен? Зашто тоа? Можно ли е да бидеш среќен? Па тешко е да бидеш среќен. Сега така ли е да бидеш среќен и така натаму и така натаму? Ќе ви кажам една интересна приказна во врска со тоа, затоа што ние уствари целата поента е мораме да дојдеме до ситуација каде што сме едноставни. Мораме да дојдеме до ситуација каде што не имаме многу работи во нашето биди кои што не се тоа што сме ние. Комплексности, разочарувања, таги, разноразни болки, лутини, депресии, анксиозности, стравови. Имаме све во тој наш идентитет, имаме све во тој реактивен ум. Да се вратам на филозофов Хабертон, збори за тој реактивен ум, каде што таму се содржани сите тие трауми, болки, неубави искуства и така натаму. Идејќи во животот, гледайте, станувајќи поедноставен, ние стануваме ние. Но како идеме во животот, животот дополнува работи на твојот комплексен идентитет што не си ти. Затоа што имате луѓе ќе речат, ама ја не сум насмеан. Сега ако му речеш на некој човек биди насмеан, он мисли дека е фейк, он мисли дека е лажен, он мисли дека се преправам. Но ќе ви кажам една работа. Знаете што е вистина? Дека па тоа што сте љутиот, што сте тажниот, што сте негативен, ако сте негативниот, тогаш па тоа дефинитивно не сте вие. Зашто? Зашто тоа е туј идентитет. Некој човек израснал со татко кој што цело време му викал. Се он мисли дека он е тоа што он вика. Се и он вика, затоа што ги користи сликите од татко му. Он го снимал тоа, дека татко му се дерал, има сега меморија во неговиот ум од дерење, он шо знае сега? Ги знае тие шаблони на дерење. Се ќе опрашаш него да биде среќен, он ќе рече, па ја не сум тоа. Кој си? Вика, јас сум нервозен малку, знаеш, тоа сум ја. Ама тоа не си ти, тоа е татко ти. Кој бил тажен? Мајката била тажна. Мајката била така како жртва. Она како жртва се однесувала на животот, све било тешко, све она морала се мачи, све она трпела, а кога ќе дале да има, она не ќела да има, затоа што заради некоја причина и годело да биде, на некои луѓе им годи, знаете, подсвесно им годи, они не го прават тоа свесно, подсвесно им годи да бидат жртви, затоа што кога ќе им кажеш не мораш да си жртва, ќе видиш дека они сакаат да влезат во тој идентитет некојаш на жртва. Сега кој бил жртва? Може била мама жртва. Сега ти, тажна жртвичка таква, си викаш, тоа си ти, не си тоа ти. Тоа е тоа што си го гледала во околината. Затоа што гледате, ако гледаме во околина на смејани луѓе, ако гледаме во околина луѓе кои што имаат позитивна енергија, какви слики добиваме? Добиваме слики од тоа. Добиваме слики од тоа, затоа што гледаш, премногу тоа почнуваш да стануваш набрзо. Затоа викаат с ким си такав си, затоа што тоа што го гледаш останува како меморија во твојот ум и после тоа делува врз твоето однесување и врз твојот живот. Човекот станува таков. Човекот станува таков. Но гледайте, луѓе гледале многу работи или гледале многу луѓе кои што биле во даден идентитет. Биле во идентитет на викач, биле во идентитет на жртва, биле во идентитет на марчатор, биле во идентитет на критичар и сега луѓе го има тоа и се они го гледале тоа и станале тој идентитет. Сега на тој човек кој што го гледал тоа цело време, кој што станал намрчен, ти кажи му, биди среќен, замисли да си среќен, глупости, ке замислиш да си среќен. И он не може да замисли да е среќен, поради тоа што нема таква слика.
Не може како да го замисли тоа, како да го замисли. Како да го замисли кога сликите му се од рање, од викање, од жртва, од што и да е, проблеми, кривење, сериозности. Се не може тоа да го замисли, поради тоа што нема доволно слики. Сега, луѓе, мораме ние да ги дадеме нашите слики. Ако сме го немале тоа во околината, да го гледаме и да го восприемеме, тогаш можеме ли ние сами да си го дадеме тоа сами на себе? Да. Дајте си го сами тоа на себе. Затоа што една слика која што можеш у денот да ја видиш е ти да си со насмевката. А ако се сите луѓе у нокдаун од животот или што и да им се случи, биди ти со насмевка. Да си ја направиш сликата за себе. Затоа што луѓе викаат да, јас не сум фейк. Ја не сум фейк, фейк значи лажен. Јас сум лажен идентитет, ако сум насмеан, он така мисли. Не, ја ќе ти кажам, лажен идентитет си кога не си насмеан. Вистинскиот идентитет си кога си насмеан. Зашто тоа е вистината на човечкото битие. Вистината на човечкото битие е дека ужива во животот. Како сме дошле во тоа да не уживаме за некој зборам, како дошле во тој момент да не уживаат во животот, ја смениле точката на гледиште. Смениле точката на гледиште кон животот, го смениле ставот кон животот. И сега веше не се у тој среќен идентитет, поради тоа што почнале да гледаат преку проблематични очи, преку што и да е. Зашто знаете, очите се менуваат во текот на животот. Некојаш се менуваат и луѓето, ама знаете, имате некојаш релација. Жената вика мажот се смени. Да, мажот може би е сменет, ама дал и твоите очи, кога го гледаш машти, се истите очи како пред 20 години. Двете работи се менуваат. И нејзините очи како го гледа мажот се смениле, и веројатно мажот се сменил. Жената се сменила, поради тоа што во животот, автоматиката на животот доаѓа до некогаш што луѓето имаат негативни промени во нивниот живот. Зашто како луѓето стареат, ако не работат на себе, они уствари доаѓаат во состојба каде што се со пониска енергија, со по-негативни мисли и така натаму. Но прашањето му е, не е дека се менуваат само луѓето, него се менуваат и очите кои што ги гледаат луѓето. Со други зборови, се менува нашиот став, кога ќе кажам се менуваат очите, се менува гледиштето кон. И кога ќе се сменат на жената очите кон мажот, тогаш дупло станува проблем. Прво е дека мажот веројатно објективно стварно е сменет на полошо, можеби, и второ, дека нејзините очи како го гледаат него се исто така изменети. Се имате проблем. Но очите како гледаат кон околината треба да останат непроменети. Восхитување. Зар тоа нема да не направи среќен? Ако се восхитиме на околината, некојаш луѓето ќе речат, ама немам причина да се восхитам. Ама мора да најдеш причина да се восхитиш, ама тоа зависи од тебе. Дали ти работиш доволно на себе, за да можеш да ја дадеш восхита кон околината. Еден паметен, мудар човек ми каже, Жаре, вика, не може да се воодушеват поради тоа што веќе им ја нема душата. Да, не можеме да се восхитиме и не можеме да се воодушевиме, затоа што духовната состојба е во полошо ниво, затоа човекот не може да се воодушеви. Така да една работа е, кога ќе им кажеме на луѓето или некој ќе сугерира како од овие tips for success, вика, imagine being happier, замисли си посреќен. Некои луѓе им е тешко, ама тешко им е поради тоа што не се научени ни да замислуваат. А колку едноставно и лесно човекот стварно да замисли да биде посреќен. Така да, првото нешто, првата навика за среќа, замислете да бидете посреќни. Втората навика за среќа, втора навика за среќа е make progress towards a goal. Правете прогрес кон некоја цел. Сега, вели, да постигнеш целта е прекрасно искуство, но не е неопходно да ја постигнеш целта за ти да бидеш среќен. Се што треба да направиш е да направиш прогрес кон целта. Дури и најмал чекор може да го зголеми твоето расположение. Апсолутно се слагам. Затоа што гледате, ако ти немаш цел, немаш правец, немаш насочена енергија, да се вратам има еден убав цитат од филозофот Хабард, кој што вели дека среќа е надминување на непознати препреки кон позната цел. Непознати, обично не се познати тие препреки, надминување на тие препреки кон некоја цел ќе не направат среќен. Сега, ако ти немаш што да направиш денески, ако немаш насочена енергија кон некоја цел, ти не можеш да развиеш среќа. Имајќи го тој цитат на ум, мислам дека ова што го пишува ова Tips for Success, дефинитивно се согласувам со нив.
они го немаат тој цитат тука поставено како таков, но ова изјава која што они ја даваат, да правиш прогрес кон една цел, мислам дека дефинитивно ќе ве направи среќен. Да, кажат, значи ова го читам изворно од нив, овие други работи се дополнени од мене, но од нив е вели make progress towards a goal, прави прогрес кон некоја цел. И тоа е точно. Се согласувам со тоа. Поради тоа што ако имате цел која што ќе ве носи некаде, тогаш апсолутно, односно вие сте посветени кон некоја цел, апсолутно не можете да бидете несреќени. Затоа што имате контролата врз среќата во сопствени раце. Кога луѓето ја губат контролата врз животот, поради тоа што немаат цел. Не, а зашто? Поради тоа што со самата цел ние го наметнуваме нашиот универзум врз физичкиот универзум. Што е физичкиот универзум? Телефониве, зидовиве, сликиви и така натаму. Сега, ти како ќе наметнеш твојата желба, односно твојата идеја, зашто ти си креатор, ти си уметник. Немојте да заборавате, ние сме сликарите, уметниците. Како? Платното е животот. И на тоа платно, кој црта? Ние. Само многу луѓе ја дале четката на тато, на мама, на некои други луѓе околу нив. И најмногу од нив ја дале на стравот четката, затоа што стравот се почнува да црта на нивното платно за животот. Но ние како креатор на нашиот живот, ние мораме да го нацртаме тоа што ние го мислиме врз животот. Што значи тоа? Ние се наметнуваме самите врз животот. Во спротивно, животот ќе ти се наметне тебе. Тогаш немаш среќа, поради тоа што тогаш немаш твоја визија и твоја идеја која што ја реализираш. Не креираш ти ефект, него креира животот ефект врз тебе. А поентата е, да се вратам на цитатот исто од филозофот Хабар, вика најголемата цел во универзумот е креирање на ефект. Ако ти искреираш ефект, значи дека имаш контрола врз твојот живот и распоред за да предизвикаш даден ефект врз нештото. Си остварил резултат, имаш постигнување. Но, точно, ако имаш мал чекор кон некоја цел, ти не можеш да не си среќен. Денеска знаеш дека треба да бутнеш некој камен 3 метра, затоа што треба 300 метра да го бутнеш за не знам колку време. Денеска си бутнал 3 метра, среќен си. Ама ако денеска знаеш дека треба каменов да го бутнеш, ама денеска имаш 100 други изговори да не го бутнеш каметот, нема денеска вечерта да ти биде интересна, нема вечерта да ти биде убава, поради тоа што ќе ти биде со грижа на совест, барем кај некои луѓе, дека не си го бутнал каменот 3 метра. Сега, а ако ти од саба земеш и го бутнеш каменот 3 метра, попладнето ќе ти биде убаво, затоа што ќе уживаш у постигнувањето од буткањето на каменот. Си земал да прочиташ некоја книга, попладне ќе уживаш. Си сработил нешто убаво на работа, попладне ќе уживаш. Си отишол си купил цвеќиња, си изненадал сопругата, попладне ќе уживаш. Зашто? Поради тоа што си го направил, си направил работата кон целта. Но ако денеска ти ништо не правиш во насока на постигнување на твојата цел, и ако не те води распоредот, затоа што гледате, а распоредот ако те води, имаш добар живот. Зашто? Поради тоа што ако си според распоред, значи дека идеш кон целта. Ако не имате луѓе што немаат распоред, губат енергија на разноразни непотребни работи. Сега, ако човекот има распоред и ако се води по распоредот, тој човек има контрола врз неговиот живот. Затоа што порано или подоцна ќе дојде до постигнување кое што го сака. Човек кој што нема распоред, воден е од конфузијата на околината. Не викам дека тој човек кој што нема распоред е конфузен, ама може да биде поорганизиран ако има распоред. Затоа е многу важно човекот да го има распоред, затоа што кога го имате распоредот, тогаш имаш контрола врз својот свет, имаш контрола врз својот живот. Така да правете прогрес кон некоја цел. Но прво и нешто треба да се охрабрите да имате цел. Зашто публиката е публика и играчите се играчи? Затоа што влогот на публиката и ризикот на публиката е дека имаат цел. Гледате, луѓе што имаат цел во животот се у ризик, ама се во насока на остварување на среќа. Луѓе што се у комфорт зоната, кои што немаат цел, тие немаат цел и уживаат у монотонијата на досадата во постоењето, не им е лошо, ама не се среќни. Зашто? Затоа што уживаат у монотонијата на досадата на комфорноста. Сега таа комфорност тебе не те става у ризик. Викаме надвор од комфорт зоната имаш ризик. Точно е. Надвор од комфорт зоната е ризикот. Што е ризикот? Ризикот е да не ја постигнеш целта. Ризикот е да се разочараш. Да, апсолутно. Има шанса да се разочараш, ама дефинитивно нема шанса у комфорт зоната си премногу среќен, поради тоа што немаш остварување.
Нели? Затоа што добиваш забава од туѓа енергија. Добиваш забава од социјални медиуми, добиваш забава од играчи, а ти си станал публика зашто гледаш, зашто не ќеш ризик, затоа што не ќеш да поставиш цел, затоа што леле, си имаш искуство дека можеби нема да ја постигнеш таа цел, можеби ќе добиеш некој тип на болка. Затоа што гледате што е неостварување некоја цел, болка. Човекот ризикува болка. Ама у комфорт зоната имате тапа болка која што не ја чувствуваш секој ден, ама таа се собира, ама итроста на комфорт зоната дека болката е тапа и ти не можеш да препознаеш дека е болка, а уствари стагнираш и идеш надоле. Сега, кога излезеш надвор од комфорт зоната, ти имаш цел, имаш сонување, имаш движење, се движиш нагоре, сакаш да дојдеш до некое постигнување и остварување, да имаш ризик, може нема да стигнеш до тоа. Немаш ризик ако не се откажеш. Имаш ризик ако се откажеш, затоа што тогаш ќе почувствуваш болката, ама ако не се откажеш, и ако имаш истрајност, ќе ги најдеш решението и ќе дојдеш до целта. Мора си упорен. Упорноста и неоткажувањето е тоа кое што те спречува да искусиш болката. Знаете кој најмногу искусува болка? Човек што се разочара. Зашто? Зашто се вратил од посегнувањето и целиот притисок сега затоа што се разочарал. Разочарување што е? Не буткам више напред. Не идам кон мојата цел. Се откажувам. И он кога се откаже, гледате, прави простор, пум, нештото да го удри. Што го удира? Го удира болката. Затоа што е откажување. Затоа што е сваќање дека е недостигнување. Ама ти сваќаш дека не си достигнал само ако ти речеш дека нема да го достигнеш тоа. Ама како би било да одложиш таргетот, дека не си стигнал за нешто сега, оваа недела. Одложи го за наредната недела, ама не се откажувај. Или смени тактиката, смени го планот, ама не ја менувај целта. Затоа што на тој начин ќе дојдеш до неа. Океј, сега, третата вика навика за среќа е зголемиот твојот интерес. Вика да бидеш заинтересиран во околината, луѓето и активностите, те прават да се чувствуваш пожив и исполнет. Например, дали ти текно на време кога си бил целосно опфатен, вклучен во нешто. Captivated е на англиски. Мислам дека значи одушевен или заинтересиран за нешто. Како, например, кога си имал некој воодушевувачки или интересен проект на работа, прекрасна конверзација или воодушевувачка конверзација, или, например, си имал некое прекрасно место за одмор, кога сте биле некаде на годишен одмор. Вика, дали се сеќавате колку среќни сте се чувствувале? И тоа е точно, затоа што, гледайте, среќата е поврзана со екстровертно внимание. Среќата е поврзана со екстровертно внимание. Вниманието ти е надвор. Секам да ви прочитам исто еден цитат од филозофот Хабард. Вели, вика, клучот или the clue, clue е трик или е некоја сугестија или е клуч, ајде да го речеме така. Клучот за среќата е да си заинтересиран за животот. Клучот за среќата е да си заинтересиран за животот. Сега, ако јас сум заинтересиран за животот, сте виделе ли некојаш некое куче кога ќе опуштите у парк? Што вика еден пријател, го објаснуваше тоа, вика како еден вуче кога ќе отиде у некој парк, колку е заинтересирано кучево. Вау! Све сака да душне, све сака да мирисне, све сака да види. Интересни му се птиците, па ќе ги брка. Па луѓево му се интересни. Па не знам некој друго куче мочкало таму, по оно ќе отиде таму да душка. Заинтересирано е кучево за животов, кучево е среќно. Што прави? Го чека сопственикот да дојде. Кога ќе дојдете ти дома, кучево не е апатично во однос на тебе. Замисли сопругата за мужов да била толку заинтересирана како кучево. Нема да имаат проблеми. Замисли сопругов да е заинтересиран за сопругата кога ќе си дојде дома како кучево што ја чека. Кучево ја чека заинтересирано. Сака си игра, ја дочекал внимание, кучево и дава на женава. Замисли мажот да го даде вниманието на жената како кучево, дома што го дава вниманието на жена. Замисли жената да го даде вниманието како кучево кога го чека сопственикот кога ќе дојде дома заинтересиран, едва и чека да дојде. Ке има ли проблем у браков? Луѓе нема да има проблем у браков. Зашто кучево има силен интерес. Кучињево интерес има. Не сум сигурен за мачки. Јас сакам и мачки многу, ама мачка помалку интерес покаже. Сега, кога ќе размислам. Ама кучињава
се фантастични за да студирате интерес. Гледате, кучево е срекно. На мачка ти немаш да видиш дали е срекно или не е срекно. Кучево се познава дека е срекно. Зашто? Дава енергија на околината. Оно е цело време во околината, кучево. Анализирайте и кучињево. Анализирайте, отидете некаде во некој парк и гледате и кучињево што прават. Шо? Кучево дреме, седи, чека, гледа, не може да видиш ти статично куче. Кучево е све сака да душне, све сака да види, сака да истражи. Он има истражувачки дух, кучево истражуваче. Ме разбирате? Многу е интересно. Деца имаат заинтересираност на почеток, интерес. Деца од кај се срекни? Па интерес имаат за животот. Затоа што го истражува животот. Сака да осознае. Сака да свати. Сака да види. Сака да креира. Иде во иднината. Замислете и ние да сме такви. Заинтересиран за иднината, заинтересиран за твоите остварување, заинтересиран за твојата слика, уметничка творба, што се вика твојот живот, да си заинтересиран. Ама на луѓево, кога се разочарале од непостигнувањето или мислеле дека ќе полесно ќе стигнат до нешто, не стигнале толку лесно до тоа нешто, се разочараниот човек зашто е заинтересиран? Станува заинтересиран за негативни работи. Зашто разочараниот човек што се откажал, он е заинтересиран. Проблем е дека е заинтересиран за оговарање, заинтересиран за тешкоти, заинтересиран за проблеми, заинтересиран за кој што кажал, слушнал вакви вести, онакви вести и така натаму. Ако се вратиме на иднината, ако се вратиш на твојата цел, нема потреба од било што друго да ти го трга интересот. Зашто човекот кој ќе ја напушти целта, он станува дефокусиран. Човек што нема цел, целосно дефокусиран. Дефокусиран човек ќе се занимава со разни глупости. Ама не може тоа како интерес да е појако од твојата цел. Зашто ако ти имаш цел која што си ја сакал, ако имаш цел која што уште ја сакаш или за која што сонуваш, охрабри се да трнеш. Успехот и целта никош не те напуштаат. Само човекот ги напушта својата цел и го напушта својот успех. Само човек. Не, успехот и целта никош не напуштаат нас. Они се најдобри другари. И кучињава, веројатно и мачкиве, и други животинки кои што сака. Ама целта и успехот се твојот најдобар другар зашто те чекаат уште. Уште те чекаат. Можеби со години не се у играта, ама уште те чекаат. Они нема се отидат. Тие се таму. Прашањето дал си ти таму. Океј. Наредна карактеристика број 4. Вика, одберете рај, не одбирајте пекол. Значи, океј, третата беше да се зголеми вашето ниво на интерес, вика, сега го читам ово Tips for Success, да вика да бидете заинтересиран за вашата околина, луѓето, активностите прават да се чувствувате пожив и поисполнет. Например, дали се сеќавајте некое време кога сте биле целосно обземани од нешто, например, некој интересен проект на работа, прекрасна или некоја воодушувачка конверзација или некое прекрасно место кај што сте биле на одмор. Дали се сеќавате колку срекни сте се чувствувале? Ова е прашањето од нив. Значи, може да биде интересен проект за работа, конверзација или некој фабулous воодушевувачко прекрасно место за одмор. Број 4, одберете рај, не одбирајте пекол. Одбирајте рај, не одбирајте пекол. Вика, разликата помеѓу да живееш во рајот или пекалот е врз база на тоа како ги гледаш други. Тоа многу ми се свија. Ако ги гледате повеќето од луѓето како злобни, на кои што не можете да им верувате, или недостојни, вие креирате личен пекол. Многу ми се свија ова. Но, ако предпоставите и верувате дека поголем број од луѓето се добри, љубезни луѓе, вие го креирате вашиот собствен рај. Став кон. Ја ова го зборував. Ставот кон е куќата во која што ние живееме. Ако не верувате на луѓето, гледате, најтешко му е на човек кој што не верува. На луѓе, на околина, на иднина. Најтешко му е на тој што не верува. Тој кој што не верува има најтешка задача. Тој му е пекол. Зашто цело време усомнежи. Луѓето што веруваат им е најлесно. На кого му е најлесно? Тој што верува. Затоа тој што верува и го успева. Затоа што тој што не верува, он више ги има сопствените кочници.
Ама тој што верува, тој нема кочници од себе. Гледате, се справува со предизвиците во универзумот, ама нема кочници од себе. Зашто верува? Најлесно е кога веруваш, најтешко е кога не веруваш. Затоа што имаш сопствени кочници. Самиот се побиваш кога не веруваш. Така да вика, одберете рај, а не пекол. Разликата помеѓу тоа да живеете во рајот или по пеколот е базирано на тоа како ги гледате другите луѓе. Ако ги гледате поголемниот дел од луѓето како злобни, некој што не можете да му верувате или недостојни, криете личен пекол. Но ако предпоставите или верувате дека поголем број од луѓето се добри, љубезни луѓе, ги креирате сопствениот рај. Ова многу ми свие. Како ги гледате другите луѓе. И петата точка вели, разведрете се. Вика, дали животот ви е малку премногу сериозен? Дали дневните вести ве спуштаат надоле? Дали ти е тешко да уживаш самиот ти? Вика, сериозноста може да ти се прикраде во твојот живот без да приметиш ти. Побарувањето од работата, потребата за парите, фамилиарните проблеми, проблемите со здравието или други препреки може да направат животот да се чувствува како голем товар. Кога сте пресериозен, ги правите нештата полошо. Вашата продуктивност паѓа, луѓето те игнорираат и прекинуваш да привлекуваш пари. За среќа, нема потреба да бидеш толку сериозен. Без разлика на тоа што се случува, може да одлучиш да си победар. Сега, зовејам цитат. Имам убав цитат од филозофот Хабард, вели колку посериозно и придеш на играта, он зборува за животот дека е игра, поради тоа што ги има правилата на играта, вели играта се состои од цели, препреки и слободи. Контрола и неконтрола. Зашто? Гледате, кога човекот има цел, имате ли препреки? Фудбал, имате ли препреки да дојдете до целта? Да. Имате ли слобода да трчаш, да подаваш, да додаваш? Да. Значи имаме цели, имаме препреки, имаме слободи. И во животот е така. Сакаш да постигнеш некој резултат. Имаш цел, имаш препреки да дојдеш до таму. Да. Имаш слобода. Како да ги надминеш тие препреки? Апсолутно имаш. И вели контрола и неконтрола. Значи имаш контрола, ама немаш контрола врз све. Сериозните луѓе сакаат све да контролираат, дури тоа што не можат. Значи во некои делови од вашиот живот ти не можеш све да контролираш. Затоа што ако контролира, замисли се имаш човек што све сака да контролира, тој напнува. Зашто? Зашто човекот што све контролира, тој е исплашен и не верува. Затоа се обидува да контролира све. Зашто? Затоа што не верува. Видете, ако човекот верува, не мора да контролира све. Да се вратиме на вербата. Човекот што има 100% обсесивна контрола, он нема игра. Затоа што ако вие сакате све да контролираш, замисли се ти си у фудбалскиот тим, сакаш да ја контролираш противничката играчи и нивната игра, па ти немаш забава веќе, не си во животот, зашто животот е игра, ама е одговорна забава. Да се вратам на цитатот од филозофот Хабард, вели колку посериозно и придете на играта, помалку шанси имате да победите во неа. Зашто човекот кој што е пресериозен, гледате, животот не сака премногу сериозност. Животот сака несериозна одговорност. Животот не сака да сме неодговорни, ама не сака да сме сериозни. Ке нас ги мешаат термините сериозност и одговорност. Луѓето ке нас мислат, за да бидеш одговорен мора да си сериозен, мора да идеш на работа сериозен, нафуран. Така, едноставно изнервиран и се он мисли дека тој е сериозен што се дере по цел ден на работа. Тој е сериозен, ама не е одговорен. Зашто гледа, одговорност е исто така и у мојата енергија што ја праќам на околината, зар тоа не е одговорност? Сериозните луѓе го забораваат тоа, дека дел од одговорноста е каква енергија зрачиш кон околината. Сериозноста што зрачи? Проблеми. Зашто сериозниот човек вибрира врз насока на проблем. Сериозноста и проблемите се на иста фреквенција. Ама кога ќе се качиш ти во несериозна одговорност, потенцирам, несериозен, ама одговорен, што значи да си ги постигнуваш целите, да си го држиш распоредот и така натаму, не да си сериозен, да си дојдеш на работа со песна, да си работиш со песна. Кога живеев со една девојка, она посериозно чистеше од мене, она беше посериозно учистени. И ја кога ќе пребришував со песна и со пуштена музика, она пребришуваше после мене. Викам, зашо пребришуваш после мене? Па зашто вика многу некако се смееш, вика како да не ја сваќаш сериозно работа. Ја сваќам сериозно работа, ама не морам да сум сериозен. Ја ако се смеам, не значи дека не ја сваќам сериозно работа, зашто кај нас луѓе решат, не ја сваќаш сериозно работа. И сега што треба да си сериозен?
Па биди сериозен, да видиш како ќе скршиш све додека чистиш, зашто сериозните луѓе све кршат. Ама кога си ти несериозно одговорен, нема да скршиш, затоа што со љубов се правиш работата, со кејф, со уживање. Тоа е магијата на животот. Знаете, ке нас тие кои што се несериозно одговорни, некогаш ги викаат ветрушки. Ама знаете што е ветрушка? Ветрушка е вид на птица. Зборот ветрушка значи вид на птица. И таа ги шири крилјата и ја користи струјата на воздухот. Нема та многу она. Гледате она, едноставно ужива во ветерот, го користи ветерот, користи доволно напор за да стигне кај што треба, ама не, разбирате, паметно ги работи ветрушкава. А што е паметност? Ја не викам да не работите. Викам дека треба да работите, ама кога работите со кејф и напорот што го ставате не е напор, него е уживање. Тоа е енергијата која што вие ја давате. Уште еден цитат ќе кажам од филозофот Хабард, вели: главната честичка на компетентноста е уживањето. Гледате колку убаво. Главната честичка на компетентност е уживањето. Вие ме гледате, ја уживам у овие лајвови. Затоа ме доживувате како компетентен и затоа сум компетентен, затоа што уживам у тоа што го правам. Поради тоа што имате луѓе кои што е загубила љубовта кон тоа што го прават, затоа што љубовта ви дава знаење и компетентност. Од кај доаѓа знаење? Од љубов. Направи пржени јајца со љубов, подобро изгледаат, отколку ако направиш пржени јајца кога си љут. Кога си љут, пржени јајца не се вкусни. Ама со љубов кога ги правиш, и прженеве јајци, прженеве лепчиња, турли тавава, све што правиш со љубов излага како што треба, зашто љубовта има точна проценка на знаењето и точна проценка што како да се направи. Затоа кога сакаш некого не можеш да го повредиш, ама кога си му љут, можеш, поради тоа што нема љубов изразена. Не викам дека тие што сте љути на некого можеби не ги сакате, ама не сте му изразили таа љубов и тоа е проблем, зашто треба да изразиме љубов. Најдоброто од нас не е за нас, најдоброто од нас е за другите. Нема љубовта и афинитетот да го однесете у гроб, тоа е за другите луѓе, тоа е вие да го имате. Го имате, само дајте го. Епик Марија, шампионка си, со љубов готвиш све, да знам колку убави работи правиш. Ако сакате за рецепти, може да ја заследите Марија. Може би не требаше да го спомнам, ама како и да е, сигурен сум дека нема ти смета кои ќе видат луѓе во колку уживаш во работата. Како и да е, знам дека има многу работи кои што ги правите со љубов и многу работи ги правите добри, и тоа е затоа што го правите нештото со љубов. Ама љубовта и таа несериозна одговорност секогаш ќе ве доближат до успехот побрзо и без премногу, ајде да не речам замор, ама без премногу потешкоти, затоа што дел од потешкотиите се односот кој што луѓето го имаат кон животот и работата. Нема потешкоти во животот, има тежок став кон животот. Ако смените ставот кон животот, кон луѓето, кон околината, кон работата, ќе се смени све. Имајте убава вечер. Се гледаме, значи, четврти, имаме предавање во Хотел Актор со компании, 30 имаме предавање за луѓето кои што се тука. Да не речам на Скопјани, поради тоа што сум идел на викенд семинари до Атина, може да дојдете од Велес, може да дојдете од Штип, може да дојдете од Свети Николе, да не зборам од Тетови, од Гостивар, може да дојдете од Охрид, може да дојдете од Гевгелија. Дојдете на предавање, поради тоа што, гледате, нема ништо поубаво од кога човекот добива знаење. Прво ве прави среќен, второ знаете дека сте го зголемиле својот умствен капацитет, затоа што секое знаење го зголема умствениот капацитет, зголем умствен капацитет дава полесни решенија направи помалку сериозно. Љубиша, се гледаме од Австралија, дојден не е специјално за моето предавање, ама ќе биде таму и Бубе, ќе ми е кејф и задоволство те видам на предавањето на 30. Се гледаме, имајте убава вечер, поздрав, чао, чао.